civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Не се занимавам со прогнози, најчесто се занимавам со анализи, кога сум се занимавала со нашава политика и обично се тоа системски анализи, има прашања што мене ме интересираат во начинот на владење, кои што и не се сведуваат само на Македонија, туку се и идеолошки теми, да речеме проблемот на и либерална демократија, значи авторитарно владење, и кога ќе се каже и либерално, не се мисли да речеме левата критика на либерализмот, туку се мисли на проектот идеолошки на Виктор Орбан, наречен и либерална демократија, или слични форми на владење како хибридни режими, и тоа го употребувавме порано за Македонија, заробена држава како метода на хибриден режим или и либерална демократија. Значи, мене тие прашања ме интересираат како системски прашања, некако дневно политички, и од тој аспект ги следам работите секогаш. Значи, не е нужно партиски, и следејќи ги нештото од тој аспект на, да речеме, и предходни критики што имав на тема на ова техничкава влада во периодот на пандемијата и вонредната состојба, критиките главно ми беа упатени на таа тема, дека имаше пресилна извршна, без контрола од законодавната власт, премалку критика на владата од страна на цивилното општество. Според некои мои и не само мои анализи, има и други што може да ги цитирам, например студија за целиот период за Југоисточна Европа на Фридрих Еберт фондацијата, каде што се констатира постојано дека во Македонија граѓанското општество воопшто не вршело улога на watchdog за цивилните права, евентуалното нарушување на цивилните права и граѓанските права и слободи и фундаменталните права и слободи. Значи, и сакам да кажам и тогаш кога се занимавам со критика на таа приодна влада, беше од тој аспект. Значи, сега малку е долку водата, ама сакам да кажам дека можам за идната влада само на тој начин да коментирам, само од аспект на овие прашања кои што мене ме интересираат, кои што се, како да кажам, прашања на идеологија, прашања на не знам, одреден концепт на владење на правото, прашање на вредноста на човековите права и слободи и слично. И нормално, нели, во сето тоа, тој фокус на одзарабување на државата по пат на градење поинаковитна политики. Значи, мене ме интересира една влада која што ќе го прави тоа. Ете, тоа би рекла, дека повеќе можам да кажам каква влада сметам дека е потребно да имаме. Целиот овој увод опишува каква влада сметам дека е потребно да имаме. Значи, влада која што нема да биде и либерална во Орбановски, Груевски стил, влада која што, за да не биде таква, ќе гради политики на одзаробување, каде што ќе има администрација која што е респонсивна, отчетна, услужлива, наместо заканувачка кон граѓанинот. Потоа влада која што во време на ковид ќе гради флексибилни политики, тоа не значи, ќе имаме повторно и вонредни состојби, и ќе имаме владење кое што ќе биде подредено на пандемијата, барем уште една година според мене. Значи, заради тоа е потребно влада која што ќе биде внимателна кон посебните потреби на посебните општествени групи, влада која што ќе ги почитува индивидуалните права и слободи, значи влада која што нема да вика полициски час за сите и да не видам ни една жива душа надвор по никаква цена,
туку напротив, кое што ќе овозможи со помош на технологијата која што сега ни го овозможува тоа, почитување исто на индивидуалното право и одлука, кога ќе се излезе во набавка, кога ќе се отиде на доктор, влада која што нема да каже не знам, немате право на одење на забар или немате право на операција на колк затоа што е ковид, туку ќе биде флексибилна и во однос на тие здравствени права, потреби на граѓаните, на поединецот, а исто така и на групите. Значи, една во основа полиберална влада. Со поголем почит кон, како што реков, вредноста на индивидуалните права и слободи и секако не ставајќи ги пред тие на колективите, туку и почитување на малцинските заедници. Тука мислам на социјално малцинските, да речеме, не знам, немокни, стари, не знам, земјоделци, луѓе со секакви потреби, значи тоа мора да го предвидите. Значи, влада која што ќе има таков нијансиран приод кон посебните групи и поединците во ера на ковид, влада која што нема да каже, како што кажа еден епидемиолог близок до десницата за време на пандемијата, човековите права и слободи се луксус во време на пандемија. Тоа го изјавуваше тој доктор во неколку емисии поред и тоа дури и некако се меинстримираше таа позиција. Знаевме да ја чуеме во разни други формулации од претходниот министер. Всушност и тој сега ми се чини дека е министер за внатрешни работи. Значи, влада која што нема да звучи така автократски, султански во време на ковид. Таква влада сакам. Според мене, во овој момент, најблиску до обезбедување таков тип на владење, иако далеку од совршени се Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, значи од тие причини сметам дека е важно да имаме влада која што не е само што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз, туку и од Зоран Заев. Во каква и да е, според мене, каква и да е комбинација. Со тоа што ја би предпочитала Дуи да не ги видам во таа влада, затоа што Дуи според мене се исто автократи, исто се авторитарци, тие се оние кои што, например, ја попречува иницијативата на СДСМ за враќање на парламентот во функција. Значи, самата влада бараше надзор од парламентот, дури и група пратеници, мислам дека беше предводена од Коста Петров, поднесе иницијатива, Талат Џафери постојано отфрлаше. Тоа се луѓе кои што љубат екзекутива нереметена ни од парламент, ни од правосудство. Значи, од тие причини јас сметам дека ако сакаме дефинитивно расчистување со не знам, и либерализмот и заробената држава, треба во идната влада да не ги видиме соучесниците на Груевски од претходната деценија, тоа се Дуи. Значи, еве, кажувам каков состав од прилика посакувам и зошто ги преферирам овие комбинации, зошто сметам дека, да речеме, Заев е најповолно во овој момент да биде премиер, затоа што покажа поголеми либерални капацитети од другите. Ете, така да го формулирам тоа, но како што објаснив на почеток, ако некој ме следал во сите мои анализи, па дури и напаѓање на претходната власт, која што влада, која што беше предводена од СДСМ, значи не билем, ниту сега дискутирам партиски, ниту тогаш. И тогаш кога ги критикував од овие принципиелни позиции на критичар на и либерализмот, од тој орбановски тип и груевистички тип, и сега кога еве тврдам дека барем за нас кои што имаме такви потреби од нијансирани политики во време на вонредна состојба, политики кои што ќе ги почитуваат малцинствата,
општествените малцинства пред се, во време на ковид, исто, значи, ете, од тие причини сметам дека овој момент е поволна влада предводена од Заев. Не само СДСМ, туку е важно да биде и Заев, затоа што не сум сигурна дека целата партија е баш така либерална, а за Заев некако знам веќе. Еве, уште веднаш ќе кажам, јас имам впечаток дека човек кој што цел живот имал врска со полиција или бил министер за полиција, како Оливер Спасовски, не му верувам баш дека ќе биде многу либерален и со сенс, и него ни гледам како визионер искрено во таа идеолошка смисла. Човекот е можеби во ред, но во основа тоа е полициски менталитет, како да кажам, тоа не може да биде не знам, визионер кој што руши и либерална идеологија. Не можам човекот да го замислам во таква позиција. Мислам дека и заради тоа и не видов доволно отпор од негова страна кон преригорозните полициски логики на Наќа Чулев во време на предходната влада, додека кај Филипче се чувствуваше нијанса на нешто различно. Значи, дури сакам да кажам и кај нив можам да почувствам идеолошки разлики и заради тоа не е sejedno СДСМ и по секоја цена СДСМ, мислам дека е важно да биде Зоран Заев, затоа што во овој период го покажа тој капацитет, таа логика да биде полиберален, тоа што, например, на него му го замеруваат некои, а други го почитуваат, способноста да ретерира кога ќе слушне критика на граѓанско општество, да ги ревидира политиките, тоа е доказ дека сте не автократ, како да кажам. И додека, да речеме, во време на Оливер Спасовски такво нешто не видовме. Кукај, викај, критикувај, нема ретерирање, дури уште повеќе и повеќе нагазуваше кон поголема рестриктивност. Тоа ме потсети на резонот на Груевски. Значи, не секој социјалдемократ и челник на социјалдемократите е нужно свесен за проблемот на и либерализмот од реков кој вид, Орбановски вид. Сега тој се сведува на Орбановштина, најлесно е така да се опише, инаку тоа е цела една идеологија, ама морам да повторувам за да нагласам дека нема врска со левата критика на либерализмот. Значи, не секој, како што реков, челник на партијата нужно гарантира такви политики. Второ, таа способност за дипломатија во регионов. Не сум сигурна дека можам да видам кај друг, освен кај Димитров и кај Заев. Мислам, може има и кај другите, но јас не сум ја препознала. Предпоставам и Запад исто така. Така што колку и да сме ние во порекнување дека ние немаме проблем со Бугарија, например, ние имаме проблем со Бугарија и Европа ни кажа да си го решиме. Значи не можеме да глумиме дека не постои. Истото Груевски го повторуваше 10 години за Грција, викаше ние немаме проблем, тие имаат проблем со нас, ама после излезе дека имаме проблем и треба да го решаваме заеднички. Така што тој сенс за баланс што се покажа со Преспанскиот договор, кај што ни едната ни другата страна не губи, по нешто губи едната и другата во секој компромис, но фундаменталните засегнатости остануваат запазени, испочитувани. Значи, тој талент го покажа тој тандем, Заев Димитров. И ми се чини дека додека не се затворат и останативе регионални прашања, дека е важна стабилна влада со тие луѓе на чело. Заради тоа не е sejedno кој ќе биде и заради тоа кога ќе кажам немам апсолутно никаков проблем со идејата за албанец премиер. Напротив, јас имам гласано за етнички албански партии, немам апсолутно никаков проблем, мислам во младоста. Немам апсолутно никаков проблем со тоа, но
во овој миг, овие 2-3 години, па никако, значи, додека да се заврши, мора да се затвори ова прашање. И се знае ова прашање дека не е толку национално, колку што е интеретничко. Една етничка заедница е засегната од проблемот со Бугарија. И таа заедница е македонската етничка заедница. Не се сите останати. И сега, колку е сензитивно, кажете ми, некој друг да ве застапува. Замислете сега, например, ЛГБТ права да ги застапува, не знам, конзервативен свештеник од православната црква, карикирам. Мислам, сакам да кажам некој што не може да се поистовети со прашањето. Значи, нормално е представник на засегнатата заедница да ги решава идентитетските прашања на таа заедница. Седно дали етничка, може да е, ви кажувам, и родова, и секаква. Значи, од многу причини сметам, и еве кажам, тотално се непартиски, објаснив, ми се чини дека и докажав со тоа што подсетив колку ја критикував оваа преоднава влада, дека навистина не дискутирам партиски навивачки кога го кажувам ова. Каков состав, каква поставеност очекувам и од кои причини. Значи, ковид, флексибилни политики, но сепак строги, за да се запази јавното здравје, строги, може да бидете строг, а не репресивен, така? Како се тоа, грижлив родител. Значи, строги, а не репресивни и сензитивни политики за време на ковид, тоа е едната причина. Расчистување со и либералната демократија, заробувањето пред се во администрацијата, според мене тоа е еден од приоритетите. И довршување на незатворените разговори, прашања со соседите. Сето тоа ми се чини дека е сега приоритетно и тоа во очи на преговорите, почетокот на преговорите со ЕУ, и мене од овие констелации политички, овој состав ми се чини најповелен. Барем предводен од овие луѓе што ги спомнав. Барем овие двајца во случај. Ги спомнав Заев и Димитров во моментов. Секако и други доаѓаат тука во обзир. Според мене Заев треба да размисли за секакви комбинаторики. Јас едно време и повиков и дека левица би била опција, зошто да не, затоа што јас стварно не сметам дека се било каква идеолошка опасност од подеснување на евентуална влада, бидејќи се малобројни се, но еве тие не сирани. Во тој случај не знам што му преостанува на Заев од комбинации, но како што реков, би сакала тој него да го видам како премиер и би сакала дуи да ги видам малку на пауза, може би, не знам, некои пратеници од кај нив кои што се попрогресивни, млади, кои што немале врска со ерата на Груевски, може би тие како независни да дојдат во обзир. Ете, тоа е што мене ми се сонило како најдобра верзија на влада. А што е можно, стварно не знам.